Почитувани, слушаме овој викенд СДСМ ќе оди во Куманово. Кога ќе отидат во Куманово, за момент нека ги напуштат своите удобни и климатизирани автомобили и нека ги посетат обичните граѓани, кумановчани кои во 21 век имаат проблеми со вода за пиење. Кога Бранко Црвенковски ќе дојде во Куманово, го советуваме да ги посети над 15.000 отпуштени од фабриките кои тој ги упропасти. Невработените од Искра, Чик, Зик, Кирофетак, Кен, Кожара, Биброк, Текстил Промет, Први мај, Југ Турист, Житомел, Куманово. Црвенковски ним да им објасни зошто им го упропасти животот и ја одзема еднината на нивните деца. На сите овие луѓе да им кажат да кренат глас, за да се вратат во минатото и СДСМ пак да се врати на власт. Црвенковски да ги посети пензионерите, на кои што им кратеше по 8% од нивните пензии и за кој сега СДСМ повторно вели дека треба да се кратат пензиите. Раководството на СДСМ нека ги посети кумановските стопанственици и ним да им објаснат зошто бараат зголемување на деносите. Нека ги посетат кумановските населби, Средорек, Бавчи, Водовод и нека им објаснат зошто при секое невреме нивните домови се поплавуваат и зошто градоначалникот на СДСМ не го решава овој проблем веќе втор мандат. Раководството на СДСМ нека им објасни на кумановчани како нивниот кадар Зоран Дамјановски успеа скоро сите општински предпријатија да ги претвори во загубари и кумановчани дополнително да ги задолжи. Раководството на СДСМ и Бранко Црвенковски, кога ќе дојдат во Куманово, да им објаснат на кумановчани зошто право на работа имаат само членовите на СДСМ. По кој критериум кумашинот на Зоран Дамјановски е директор на општинското предпријатие, синот на поранешниот градоначалник на Куманово е вработен во општината. По кој критериум директорот на јавното предпријатие Куманово паркинг си го вработи собствениот син во општината, а децата на советниците на СДСМ се вработуваат во останатите општински предпријатија. На крајот, СДСМ нека им објасни на кумановчани зошто Зоран Дамјановски е градоначалник веќе втор мандат, а ништо корисно не сработи за Куманово. Зошто Бранко Црвенковски 15 години беше на власт, а една шајка не закова во Куманово? Зошто излажа дека ќе гради пруга до Бугарија? Зошто ниту една инвестиција не реализира? Каде отидоа парите од нивно време? Кога не градеа ништо. Нека не им биде срам, нека соберат храброст и нека одговорат на овие прашања.